Благодарам, Бранко. Добро утро по трет пат, овој пат пред Македонската радио телевизија. 1 мај, меѓународен ден на трудот. Наша соговорничка, како што најави и тие, председателката на синдикалната организација при Македонската телевизија, Слаđана Миливоевиќ. Слаđана, добро утро, добре дојдовте во Македонија наутро и нека ни е честит празникот. Нека ни е честит празникот, добро утро и од мене, добро утро до гледачите на Македонската телевизија. Слаđана, зошто е значаен овој ден и колку се заштитени работниците и работничките права? Овој ден е значаен затоа што уште во далечната 1886 година чикашките работници си го побарале своето право и се добило тоа право после долги и тешки бунтови да имаме 8-часовно работно време, 8-часовно дружење и другарување со семејството и 8-часовен одмор. Од тогаш навака се празнува како 1 мај, како ден интернационален ден на трудот. Дали има доволно соработка и разбирање од страна на раководството и институциите кога станува збор за правата на вработените? Тоа веќе е индивидуално. Во некои институции има разбирачка, во некои нема. Некаде па и самите закони се проблем каде што не може да се имплементира, што доведува до незадоволство до вработените, но како и да е, јас мислам дека во нашиот синдикат во главном се почитуваат работничките права. Имате големо искуство во синдикалното представување. Што постигна синдикатот во изминатиот период и на што сте особено горди? Да, имам големо искуство, голем број на обуки, голем број на семинари во земјава и во странство. Се учи, се работи, се вежба на сите тие обуки. Особено сум горда на колективниот договор кој што беше урнек пример кој што го искористија и другите синдикати во државата, а беше урнек исто така и за подпишување, односно за правење на општиот колективен договор за јавниот сектор. Тоа е една придобивка што ние ја почнавме и почнаа после другите како нас да ги бараат своите права и мислам дека се на добар пат и другите синдикати да го добијат она што ние веќе го имаме. Колку е важна солидарноста помеѓу медиумските работници, особено во јавниот сервис, во контекст на економски и политички предизвици? Многу е важна солидарноста, бидејќи солидарноста е една од основните постулати на синдикализмот. Значи мора да си помагаме едни на други, тоа е основата на се. Солидарноста голем збор, треба да се почитува и да се толкува како така. Медиумските работници мора да имаат посебно место во просторов. Значи, тие треба да имаат добри услови за работа, треба да имаат добри плати, како би можеле да го дадат она максимумот од себе, бидејќи тие всушност се и креатори на јавното мислење. Добар и задоволен работник е задоволна и работна организација, задоволно општество и тоа значи голем успех за сите. Колку синдикатите според вас се уште се релевантен глас за заштита на работничките права? Тука веќе имаме малку поинаква ситуација, колку се. Во моментот се, меѓутоа мислам дека никогаш не е доволно. Значи, во нашата ни бивша држава имавме празник кој што се празнуваше 2 дена, 1 и 2 мај. 1 мај беше искористен за ударничко работење, за доделување награди, признанија на недобрите работници, додека 2 мај беше ден кога семејствата се дружеа помеѓу себе и го прославуваа по пикници, по разноразни дружења. Откако од 2007 мислам дека е скратен 2 мај, и сега некако автоматски тоа дружењето се префрли на 1 мај, така да овој синдикален дел со протестите падна во втор ред. Меѓутоа, последниве години веќе се забележува тој тренд дека повторно се враќа она што треба да биде со протести, да се изрази масовноста, да се изрази се она што треба да го добие работникот и така да мислам дека сме на добар пат да го вратиме сјајот што некогаш бил. Слаѓана, и за крај на нашиот разговор, во која насока се движи синдикалната организација при Македонската радио телевизија? Дали има потреба од измена на колективниот договор и која е пораката што сакате да ја порачате на овој ден? Мислам дека се движиме во добра насока. Еве го продолживме, имаме продолжување на колективниот договор за што ни е во важност. И вчера подпишавме исто така едно зголемување, односно усогласување со минималната плата. Тој тренд ќе продолжи и понатаму, се движиме, мислам, во добра насока, што би сменило. Мислам дека
не би сменила многу, можеби само би допрецизирале некои работи кои што не се доволно јасни за оние кои што не го разбираат, за оние наши работници кои што не го разбираат доволно законот, така да мислам дека некои работи треба појасно да се напишат со поопшти зборови како сето тоа би било приемчиво до сите. А пораката, всушност имам две пораки. Едната порака е дека сите треба да бидеме синдикално организирани, затоа што така ќе бидеме појаки, затоа што така ќе бидеме подсврсти и понескршливи. А втората порака е денеска сите што се слободни да направат напор малку, да дојдат на протестот во 11 часот пред Сојузот на синдикати на Македонија, каде што ќе продолжиме со една мирна прошетка до владата, каде што ќе го изразиме своето барање за нашите зголемување на нашите работнички права. Убави пораки во духот на овој ден, Меѓународен ден на трудот, 1 мај. Слаđана, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утро во Македонија на утро. Благодарам и на вас. Секој е добро. Бранко, разговаравме со Слаđана Миливоевиќ, председателка на синдикалната организација при Македонската радиотелевизија.